Библиска доктрина. Ово тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Четврток, 12 февруари. Клучеви на задоволство. Читаме текстови од посланието до Филипјаните, 4 глава, од 10 до 13 и 19 стих. Се зарадував многу во Господа, зашто сега најпосле ја оживеавте својата грижа за мене. Вие и инаку се грижевте, но немавте прилика. Не го зборувам тоа заради скудност, зашто научив да бидам задоволен со она во што сум. Знам да живеам и во скудност, знам и во изобилство. Научен сум на се и во сешто, да бидам сит и да гладувам, да сум во изобилство и во скудност. Се можам преку Христа кој ми дава сила. А мојот Бог ќе ја исполни славно секоја ваша потреба според своето богатство во Христа Исуса. Кои клучеви ги открива апостол Павле за да се живее задоволно и среќно? Кога се наоѓа во исклучително тешки околности, во заграда како што се глад, болест, повреда, загуба, човек почнува да размислува за она што е навистина важно и да обрнува внимание на благословите што обично не се цена доволно и се земаат здраво за готово. Кога сме во скудност, во Филипјаните 4 глава 12 стих, или кога сме во потреба, како што е во преводот на Нив, или кога сме оставени во немаштија, тоа е можност да се воздигнеме во верата. И обратно, кога сме во изобилие, секогаш треба да бидеме свесни дека сето тоа може да исчезне во еден миг. Читаме во Мудри изреки 23 глава 5 стих. Насочиш ли ги очите кон него, него веќе го нема, зашто си направило крилја како орел и летнало кон небото. Како што не подсетуваат Јов и апостол Павле, ништо не сме донеле на овој свет кога сме се родиле и ништо нема да понесеме со себе во гробот. Читаме во книгата на Јов, 1 глава, 21 стих. И рече: излегов гол од мајчината утроба и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ зеде, благословено да биде Господовото име. И прво послание до Тимотеј, 6 глава, 7 стих. Зашто ништо не донесовме на овој свет, ниту можеме да однесеме нешто. Да ги забележиме и следниве библиски ветувања. Псалам 23, 1 стих. Господе пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Матеј, 6 глава, 32 стих. Вашиот Отец Небесен знае дека за сето ова имате потреба. Прво Петрово послание, 5 глава, 7 стих. Сите ваши загрижености префрлете ги врз него, зашто тој се грижи за вас. Послание до Филипјаните, 4 глава, 19 стих. Мојот Бог, по своето богатство, нека ја исполни секоја ваша потреба за слава преку Христос Исус. И најчудесното од сите, се можам преку Исус Христос кој ме крепи. Филипјаните 4 глава 13 стих. Веројатно никој од нас не може целосно да свати што подразбира тоа се. Секако, како и со секое друго барање за Божјата помош и сила, мора да го бараме во согласност со неговата волја. Но ние често не го бараме ни она што знаеме дека е во согласност со неговата волја. Затоа апостол Јаков ни вели, 4 глава, 2 стих.
Сакате и немате. Убивате и завидувате. И не можете да постигнете. Се борите и војувате. Немате зашто не молите. Еве некои работи кои што можеме да ги бараме со доверба, бидејќи знаеме дека се во согласност со Божјата волја. Спасението на нашите најблиски или некој пријател. Читаме во прво послание до Тимотеј, 2 глава, 3 и 4 стих. Ова е добро и угодно пред Бога, нашиот Спасител, кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината. Храброст да зборуваме за нашата вера. Читаме во Откровение, 22 глава, 17 стих. Духот и невестата велат, дојди, и кој слуша, нека рече, дојди, и кој е жеден, нека дојде, и кој сака, нека земе дарум од водата на животот. Простување, кога признаваме и се откажуваме од нешто што е погрешно. Прво послание на апостол Јован, 1 глава, 9 стих. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен, да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Сила да ги твориме Божите заповеди. Послание до евреите, 13 глава, 20 до 21 стих. А Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет го изведе од мртвите великиот пастир на овците, нашиот Господ Исус, да ве усоврши во секое добро, за да ја извршувате неговата волја, вршејќи го во нас она што е угодно пред Него, преку Исуса Христа, кому да му биде слава во вечни векови. Амин. Љубов кон оние што не мразат и не злоупотребуваат. Евангелие по Матеј, 5 глава, 44 стих. А јас ви велам, љубете ги своите непријатели и молете се за оние кои ве гонат. Мудрост во предизвикувачки ситуации. Послание до Јаков, 1 глава, 5 стих. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се даде. Разбирање на вистината во Божјата реч. Евангелие по Јован, 8 глава, 32 стих. И ќе ја познаете вистината, и вистината ќе ве ослободи. Како се справувате со тоа кога се молите за нешто, а тоа се уште не се остварува, или можеби никогаш нема ни да се оствари?